Почитувани, во минутите кои следуваат, ќе уживате во уште едно издание на емисијата Нешто ново. Во ова издание на нашата емисија ќе имате можност да се дружите со Респекти, со група Милина, со Екстравент, а секако ја имаме како гостинка и Серафина Фантауза. Затоа останете со нас до крај и уживајте. Ова издание на емисијата Нешто ново го започнуваме со Респекти, кои изминатиот период снимаа видеозапис за нивното првенче Пустата е туѓина. Идејата е оваа печалбарска песна да добие што помодерен видеозапис. Видеозаписот се снимаше во Скопје на неколку локации, а го работеше ин продукција. А нешто повеќе ние ви презентираме од наредниот прилог. Драги гледачи, екипата на НТВ е повторно на терен. Повторно ви ги нудиме најинтересните теми од македонската естрада. Току-што заврши снимањето на најновиот спот на група Респекти. Фронтменот на оваа група Даниел Сидовски е тука до мене. Па еве малку да поразговараме околу таа тема. Даниел, здраво и добре дојде. Здраво, добро вечер на сите. Како си, како се чувствуваш после снимањето? Беше доста, можам да кажам, макотрпно, меѓутоа сигурна сум дека на крај ќе се исплати. Така, нормално, благодарам многу за вашите зборови. Па нормално дека е тешко, сепак како првенче, нели да речеме. Честитки од мене. Благодарам од се срце, значи како првенче нормално макотрпно е малце и се снима баји кадри на разни места и затоа. Да напоменам дека имаме печалбарска тема, една прекрасна песна. Ајде нешто повеќе околу аудиото, па потоа ќе разговараме и за видеоспотот. Така. Значи нашето првенче е баш печалбарска песна, добра тема, прекрасна, значи седмица во наш македонски ритам ќе речам. Околу аудиото да спомнеме, песната ја напиша Орце Зафировски. Ќе го патиме еден огромен поздрав за Орце Зафировски, најдобриот текстописец. Ја снимавме во City Sound, ќе поздравиме Љупчо Соколовски Бубе, сите добро го знаат, еден од најдобрите, ако не и најдобар, како студио. Песната ја работеа, значи, како живи инструменти, значи, бидејќи песната е навистина само со живи инструменти. Ќе го поздравиме Никола Автовски од група Арија, значи он е на бас гитара. Како тапан е инволвиран во сето ова, значи, Далибор Ефтимовски, поздрав до нашиот дац, Карпа, ние сите добро го знаеме, фала од се срце и за него. За да се надополни сето ова да биде како добра инструментална убава песна и живи инструменти, Кавал и Зурла одсвири најдобриот според мене, мислам дека ќе се согласат и останатите. Гоце Димовски, познат како Синтезис, или исто така сите го знаат. Нашиот член од група Респекти, исто така Александар Мишевски е задолжен за музиката. Аранжманот заедно со Љупчо Соколовски Бубе, работеа они заедно. Јас како пејач ја изведам песната Пуста да е печалба. Така да околу аудиото е отприлика тоа. Најдобриот тим се одбра, мислам дека од цела Македонија за да се оствари ова како наше прво. Се гледа дека прецизно и добро сте го одбрале тој тим, сигурно според вашите искуства од претходно и сигурна сум дека на крај ќе се исплати, меѓутоа е најважен дел од сето тоа да се има една успешна песна е точно она баш прецизно да се одбери тимот со кој ќе се работи. Мешовит можам да кажам, меѓутоа ете едни со други се поклопуваат и тука добиваме еден прекрасен продукт. Околу спотот, како се снимаше, на кои локации, дали имаше статисти, што поточно се долови со тој видеоспот за да се долови таа вистинска смисла на песната? Добро, нашата идеја, ќе кажем пред се една добра целина направиме заедно како група.
Идејата е да биде така малце помодерен спот, значи иако е печалбарска, знаеме нели порано како било. А и мислам дека и више и премногу сме и презаситени више од печалбарски песни. Ајде и ние рекоме да направиме, да се вмешаме во овој проект, да биде така да бидејќи навистина успешни се печалбарските песни. Имаме навистина голем број на македонци што се нели надвор од Македонија, што сакаат да слушнат таква песна. И сето тоа идејата малце сакаме да ја доловиме и како помодерен спот. Да не биде сега баш стриктно дека нели стари куки само и тоа да биде тоа. Ние направиме идеја да биде Да. Бидејќи веќе влагаме и во некоја поинаква технологија, нели времето само ни нуди така и иднината. Ние решиме. Така. Македонија секогаш ќе биде во тек, да, ќе биде и во минатото, а и во иднината да ја прикажеме малце во поинакво свето, бидејќи традицијата не ни дозволува само тоа, нормално. Како што напоменав, технологијата и иднината ни е веќе понапред каде. Така да ние фатиме на неколку места кадри, во убави предели, ќе речам нашата Скопска Црна Гора, значи во Скопје Скопска Црна Гора, нели позната, има преубави предели, богата природа, зеленило, времето и таква условите, нели временските услови сами ни дозволија да биде баш така есен, малце потажна приказна се работи, слушателите, гледачите ќе осетат сето тоа. Гледаме да направиме што повеќе кадри на различни места за да можеме да направиме еден добар склоп на минатото и на сегашното. Така да едни од кадрите се снимаа во Скопска Црна Гора. Поздрав и за нашите, нели, посебна благодарност и за останатите луѓе што ни помогнаа во овој спот. Имавме кадри исто, ќе ги поздравам од ресторан Наше место во Илинден, во населба Илинден, кој ни помогна исто така за обработка на овој спот. Исто така морам да поздравам за мене најдобра дискотека и како менаџер, поздрав за дискотека ИВ. Дискотека ИВ ми излега во огромен пресред. Поздрав и за менаџерот Борис, директор. Така да неколку места одбравме со тоа што да ја доловиме нели ситуацијата помеѓу младата популација, исто тоа да го видат, да го осетат, да разликата бидејќи малку мислам дека ја запоставија. И последно време младата популација како македонска музика обрнавме повеќе внимание малце на соседите, небитно тоа си е нели сепак вкус. Така да отприлика тоа е тоа, значи спотот се одработи на неколку места. Јас уште еднаш ќе ви посакам многу успех со навистина се работеше подолго време, но сигурна сум дека на крај ќе се исплати како што кажав. Па ајде сега нешто повеќе околу вашата кариера. Ова ви е првенче. Да ве прати среќа и понатаму со се понови проекти. Колку време постои група Респекти на естрадата? Група Респекти е скоро 4,5 години на естрадата. Котираме одлично, значи поврзуваме повеќе стилови, гледаме што сака народот. Иако нема многу групи оваа бранша да ја работат баш буквално, обично се определуваат на еден стил и го нели тоа го работат. Одлични моди, не викам не поздрав до сите колеги, но гледаме да одговориме на повеќе места. Значи свириме. Точно. Мислам дека за 4,5 години имаме доста остварено и како свирки и како проект, да, ова ни е првенче, значи она големо првенче што викаме, иако зад мене има уште 3 и заеднички и моја песна, претходно, значи 3 последователни песни и ова сакаме така да ни биде као чисто заедничка една за ниво степен погоре, да одговориме и подалеку од нашите граници од Македонија, каде што имаме, не викаме не, значи склоп на договори и такви работи, па очекуваме и повеќе од нашинците од Австралија, Канада, Америка. Песна секако дека ќе се очекува таков повеќе, ќе го добиете, да, ако се работи онака како што треба, јас сум сигурна дека тоа ќе го постигнете. Еве веќе 4,5 години функционирате во ист состав, ако не се лажам, нели?
Со мали измени. Да. Која е според вас, лично според вас, тајната за да се обстои една група на македонската естрада и покрај сите тие кризи кои ги имаме, дали во музиката, дали во видеопродукциите или аудио, не е важно. Кои се најважните фактори за да се успее на македонската естрада? Па дефинитивно пред се како тим, ако сакаш да работиш, различни карактери се во една група. Пред се хармонија ќе речем. Секој што имам за тоа дека треба да има хармонија, треба да си човек, баланс, флексибилност, како и да е, значи треба ние заедно, што викам, треба уште најмалку, не знам, 30-40 години дај да не држат нозе, што викам, заедно треба да работиме долго време. Точно така. Значи не знаеме колку ќе не држи глас, нозе и сето тоа. Треба хармонија, човечност, нормално талент. За да имаш една група треба да имаш и талент, музички да си надарен. Сега знаеме од денешница дека буквално сите можеме да направиме свирки. Не викам не. Значи има различни групи, но квалитетот ќе се препознае. Луѓето тоа го препознава и затоа можеби ете и ние имаме до некаде таков и успех до сега за овие 4,5 години. Што мене ми е многу драго. Пред се имам голема поддршка од колегите од група Респекти. Секогаш сме заедно како тим, каде и да одиме, секогаш сме како едно, така и функционираме. Тие три најважни фактори: хармонија, човечност и талент. Многу волја, желба, труд за работа, инаку нема да имаме успеси. Тоа би им го посегал на сите што би започнале со музика да се бават. Иако сите членови сте релативно млади во групата, меѓутоа ова е долгогодишно искуство на македонската естрада, сигурно ве научило на повеќе работи, како и на сите луѓе нормално. Дали мислите дека денес музиката повеќе се гледа отколку што се слуша? Дали мислите дека годиниве наназад имало поинакви ситуации отколку денес? Што е тоа што влијае врз македонската естрада стрикно, можеме да кажеме, дали е она што влијае од соседството, или она што влијае од друго место, или е недостиг на млада популација која е доста талентирана за да ја зачува македонската музика? И се надоврзал со неколку работи. Пред се дека има копирање меѓу сите соседни земји, како ние на Балканот, така и мислам дека и во странство, со различни случаи. Точно. Значи гледаат, не знам, тако времето дојде дека малку повеќе обрнуваат внимание на физичкиот изглед, отколку на талентираност, музичка талентираност. Да, не можеме да го смениме тоа, мислам дека од денешница, но би се надоврзал претходно малце, јас сам ќе се цитирам дека не е буквално македонската музика забравена. Мислам дека полека се навраќа, полека но сигурно, зависи ние како се ја пласираме во својата земја. Ние гледаме самите дека во соседните земји се ја пласираат нивната музика. Во Србија, турбофолкот, тоа е. Ги знаеме, двојки, ова, она, небитно, значи, они се ја пласираат нивната музика. Во Бугарија си ги почитуваат нивните пејачи. Истото да апелираме до сите, ние сакаме што повеќе да ја пласираме нашата македонска музика. Но колку тоа народот го припаќа, тоа е работата. Младата популација премногу гледа веќе и ми е преку сајтовите како YouTube и сите останати, како и Facebook, Instagram, сето тоа име на дланка веќе од суседството и затоа едни со други се копираат. Они исто препознаваат, не викаме не, кој да влезе во студио, сигурно дека може да го направа да биде баш звезда. Но сето тоа во живо, јас кој ќе речам, повелете сите, група Респекти, дојдете, осетете нашата журка, ќе сватиме што е вкус во живо. Еве, почнуваме проекти, ние имаме наистина премногу свирки и ангажмани што затоа и касниме малку со некои поголеми проекти. Им должиме извинување на сите затоа што неаме ни многу лајв снимки досега направено. Тоа е затоа што стварно имаме ангажмани. Тоа добро сите го знаат. Полека, но сигурно популацијата не дознава. Први младите многу не дознаа, па и повозрастните, ќе ги поздравам сите. Веќе не дозна, да речам 70%, нормално има и многу што не знаат. Ние не се љутиме за тоа, но полека, но сигурно. Да.
Даниел, јас ти благодарам за ова интервју, за одвоеното време. Навистина ми е жал што мора тука да прекинеме, меѓутоа за подолго интервју ќе поведете во нашето студио, тогаш ќе имаме повеќе можности. Ова беше колку да се надоврзиме на оние најважните работи. Ви благодарам и ви посакувам многу успех со вашето првенче и да ве следи многу успех понатаму. Благодарам на вас. Поздрав до Интервју Австралија. Поздрав до сите наши македонци широм светот и во Македонија. Се гледаме на наши прослави журки и се надеваме дека ќе се допадне нашата нова песна "Пуста да е печалба". Добра ноќ на вас. Враќаме во нашето студио, продолжуваме со емисијата Нешто ново. Екстра бенд од Скопје, изминатиот период, го снимија еден од нивните најубави проекти во соработка со Ин продукција. Станува збор за проект со песни кои нивните обожаватели ги бараа на настапите. Предлагам да погледнеме нешто повеќе од наредниот прилог. Драги гледачи, Ин продукција на лице место, каде што туку го завршивме проектот кој што го реализиравме со Екстра бенд од Скопје. Тука до мене е Христијан. Христијан, како помина снимањето на овој проект најнов за вас? Па да ти кажам право, искрено сум среќен што заврши овој проект во кој вложиме многу труд претходниве 2 месеца. Секој ден од понеделник до петок затворени, вежбање, планови каде, што, како, барање локација. Морам да му се благодарам на газдата на Стопар од Скопје, што ни овозможи. Исто поздрав и благодарност за вас и продукција до сите кои што беа денеска, направија да биде убава атмосфера. Јас сум среќен, супер испадна. Чим сум среќен. Ќе видиме финалната снимка каква ќе биде. Тоа сакам да кажам, значи публиката е таа која ќе ја даде оценката. Моја лична оценка е дека навистина беше прекрасно. На кој начин ги одбравте испадна селекцијата на овие песни, кои што сепак се хитовски во периодот? Да, така е. Па ние имаме многу свадби во летниот период и кога правиме селекција на песните, оваја, таја, онаја, и по свадбите увидовме кои песни највише палат кај луѓето, па зашто да не им ги овозможиме да ги слушаат од нас. Ова на некој начин ќе биде и како едно новогодишно шоу подготвено од Екстра бенд. Така, да. Во тој концепт го правевме, исто така имаме пред 2 години исто шоу, исто со Ин продукција и беше многу успешно. И викаме, ајде оваа година се надеваме дека биде уште поуспешно. Така. Како ја заокружува оваа година Екстра бенд? Па работно, секој викенд. Дискотеки, кафичи свириме, за нова година сме во Струмица, хотел Глигоров, поведете струмичани, сите кои што имате желба, ќе ги забавуваме, ќе уживаат. Покрај овие заеднички проекти кои што ги реализиравте, што друго? Дали има некоја авторска песна, нова, некој видеозапис? Па неодамна издадовме песна наша и со работка со Ин продукција, ќе испадне дека ве фала многу, Ин продукција, ама стварно се добри, ни одговара и соработката и све ни одговара. В туѓа земја не останувам се вика песната. Музиката е наша, текстот на Орце Зафировски. Так, супер. За планови во иднина нема да откријам. Ќе слушнат и ќе видат гледачите кога ќе биде потребно. Така, некако во последниот период се повеќе на музичката сцена имаме бендови. Дали сметате дека постои конкуренција со сето тоа? Па конкуренција на еден начин постои, но мојот став е кој сака мене да ме слуша и да му свири ферчо, ќе не викне нас. Кој сака да не ги именувам други бендови да им му пеат и да му свират, ќе ги викне нив. Така да за секој има место под ова небо, како ви кажа. Сосема ете за крај, дали може да се очекува да ве види публиката на некое фестивалско издание до година? Па не знам, ќе видиме. Во преговори сме за фестивал Цветници, за Валандово, ќе видиме. Росали ќе биде, Филигранели ќе биде. Ако решиме да одиме, ќе да знаете вие. Како се разбира, да. На крај, една честитка до нашите гледачи. Нека бидат живи и здрави, нека уживаат во животот, еден е животот, као што вика, нека се сакаат и па ќе кажам, нека водат љубов за ние да може свадби да свириме. Токму така, убаво кажано, благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Морам да ги поздравам и моите колеги, Аце, Дуле,
Ален, Цецко, Ферчо и јас. Ние сме дел од Екстра Бенд. Секој е добро и многу успеси понатака. Ти благодарам, баш си фина.
Битолската група Милениум од неодамна е со нов член. Станува збор за Тапанарот Дејан. Оваа група постои од 2009 година, а како што велат, свират се она што ќе побара публиката на настапи, но секако ја преферираат македонската музика. Почитувани гледачи, денеска во импродукција како гости ги имаме дел од членовите на групата Милина, кои што ни дојде од Битола, од левата страна Дејан, Пеце и Игор. Добри дојдовте. Благодариме на поканата, добре ве најдовме. Пред сега се заблагодариме за што не поканивте во вашата емисија. Ни е многу чест и задоволство. Групата ви брои вкупно 5 членови, уште двајца не ни се тука присутни. Ајде еве да ги представиме нив, да ги поздравиме. Па ни недостигаат Филип Стојановски и Лазар Ангелковски. Филип Стојановски хармоника и клавиатури соло и Лазар Ангелковски бас клавиатура. Дејан? Јас сум во својство на Тапанар и сум нов член на групата. Воедно, еве околу 2 месеци од прилика сум со нив. Како се вклопи во групата? Па супер, се знаеме ние од претходно подолго време и нема проблеми некои, се и како што треба. Пеце, вие на што свирите со Игор заедно? Јас сум вокалот на групата, а Игор е дувачот, кларинет и саксофон. Колку време обстојува оваа група, значи од кога датира, кои се почетоците? Групата обстојува, значи почнавме 2009 година и прве на аматерски, се како деца бевме помлади, да речам, сега веќе почнавме, навлеговме во тие води, имаме доста работа. Значи ли тоа дека сите сте музички едуцирани? Па претежно се да, поголемиот дел сме музички едуцирани. Што е она што го свирите, Игор, еве, на вашите настапи? Што повеќе милувате да свирите? Па најчесто македонска музика, народна музика, и се соглед на тоа дека публиката бара и нешто помодерно, свириме и од другите жанрови, како и турбо фолк и забавен дел на музика. Пофаќаме, пробваме да фатиме се. Каде најчесто свирите, каде сте барани на вашите настапи? Најчесто настапуваме во Битола. Поголемиот дел од свирките свириме и надвор, ама најчесто сме во родниот град Битола. Ајде на музички план, да кажеме на публиката да откриеме дали имате своји авторски песни или можеби препеани, некој проект можеби? Авторска песна имаме една снимено со наша колешка, моментално живее во Англија, еден голем поздрав до неа, Теодора Стојановска. Таа е наша авторска песна, Совршен рај се вика песната. Музиката и аранжманот ги правеше Никола Кочан, текстот Љупче Василев. Имаме и некои препеани песни, Срце скршено исто така е наша песна. И така, имаме и проект во живо сега снимавме пред скоро време со македонски народни песни, препеани, околу 10 беа тие. Тоа е за сега најново. Каде го реализиравте тој проект? Па го снимавме во Битола во ресторан Гламур. Го снимаше Куба Видеос со соработка на членови од групата Инструментал од Битола и професорот Кирил Стојчевски. Напомена Пеце женски вокал. Дали сте размислувале да вметнете и женски вокал во групата? Во групата имаше неколку години женски вокал, ама заради одредени причини, заминување во странство, замина нашата пејачка. Иначе соработувавме, да, околу 4 години имавме пејачка во групата. Сега дали имате потреба, се пројавува ли потреба од женски вокал? Па за сега не размислуваме на таа тема. Би можело во иднина, зошто да не? Ако излези некоја прилика и некоја добра пејачка, зошто да не? Отворени сме за соработка. Дејан, богата е битолската почва со голем број музичари. Сметате ли дека имате конкуренција? Па конкуренција има, да, ама претежно и се дружиме едни со други и така да не се рачунаме едни со други како конкуренција, туку едноставно како другари.
На некој начин сите го наоѓате своето место за настап. Да. И има за сите работи. Што во поглед на фестивалските настапи, Пеце, дали бележите некаде настап на некој од фестивалите во нашата земја? Сме имале настап на фестивал, на фестивалот Константин Јелена. Бевме таму, настапивме исто со наша авторска песна. Кога си појдов во туѓина, се викаше песната. За во иднина планираме на Гоце Фест да одиме и на други фестивали кои ќе се одржуваат во иднина. Предлагам тука значи да слушнеме една песна, да проследат публиката. За која песна е Песеко? Прашали Тинке мајкати. Значи преработка на Прашали Тинке мајкати. Prashali Tinke maјkati джанам, Prashali Tinke maјkati, давали тебе за мене джанам, за мене Ѓоргија Бекријат, давали тебе за мене джанам, за мене Ѓоргија Бекријат. Прашало джанам, не сум ја Ѓорги прашало, синоќа сум ја слушало джанам, синоќа сум ја слушало, не сум ја Ѓорги прашало джанам, синоќа сум ја слушало. Мама на тате велеше, ајда го дај ме тинкето джанам, затој ми Ѓоргија Бекријат, ајда го дај ме тинкето джанам, затој Ѓоргија Бекријат. Татена мама велеше, до 9 ќерки да имам джанам, една на Ѓоргија не давам, до 9 ќерки да имам джанам, една на Ѓоргија не давам. Ѓорги е пуш пијаница, на вино пие кајмакот джанам, а на ракија првакот, на вино вади ножеви джанам, а на ракија пиштоли. Верувам дека уживавте во македонската народна песна во изведба на групата Милина. Од каде идејата да се препеат? Сега сепак модерно е во мода да се препеат по старите македонски песни. Очигледно и вие да не останете имуни ги препеавте дел. Од каде идејата? Чива беше идејата? Идејата беше на цела група, значи се договоривме, гледавме дека снимаат и другите групи, дека тоа е актуелно да се препеат. Значи во проектот има повеќе свадбарски песни, да бидиме актуелни, значи за поќе работа, за сите работи, значи целта беше да се зачува македонската песна. Ајде во поглед на фестивалските настапи, значи кажавте веќе во најава следни фестивали до година кои што ќе бидат, каде се ќе може да се види, да види публиката групата Милина? Па во план ни е да настапуваме на Гоце Фест и на Фолк Фест Валандова
За другите ќе видиме, ќе размислиме. Игор, што во поглед на настапите надвор од нашата земја? Дали може би сте имале некоја кратка турнеја надвор од Македонија? За сега уште немаме реализирано турнеја надвор од нашата земја. Се надеваме во иднина дека ќе настапиме негде, дека ќе имаме некоја турнеја надвор од нашата држава. Малку Песе ги спомна Кочан, значи соработници музички, со кои од музичката сцена соработувате други? Во поглед на автор, музика, текст? Значи, најповеќе соработуваме со студио Кочан од Битоле, пошто ни е и колега и наш драг пријател. А со од естрадата имаме соработувано исто така со Љупче Василев за текст, има помагано за од естрадата имаме свирено со неколку од естрадните пејачи. Исто така имаме соработка и со Далибар Јошич од Скопје. Поздрав еден големи до него. И соработка со пејачи од македонската естрада. Значи како Благоја Груевски, Миле Кузмановски, Елена Велевска, Маријан Коцев, Туше. Ќе покажани и докажани музички имиња. Да. Во поглед на видеозаписите, што имате реализирано покрај тој видеопроект, претпоставувам дека е, дали имате видеозаписи, спотови популарно наречени? Видеозаписи немаме сега, во план сме да снимаме видеозапис со вашата продукција за песната Срце скршена. Значи тоа ние сакаме да го ствариме во најскор период. И да се сними уште некоја песна и некој видеозапис. На некој начин да се преточи сето тоа во албум. Во албум, да се направи во албум да се. Хајде да проследиме уште една ваша музичка numera, тоа ќе биде која песна? Тоа ќе биде песната Доста време Ергенодев. Stara majko,
Точи мајко гошви вино и ракија бардаклија. Точи мајко за 3 сина, ти ми мајко тешко мина. Точи мајко за 3 сина, ти ми мајко тешко мина. Ај нек се пее, нек се пие, машкоро нек се вие. Ај нек се пее, нек се пие, машкоро нек се вие. Се враќаме повторно назад во студиото, значи како што кажавме со тројцата членови, двајца ни се отсутни од групата Милина од Битола. Игор, сосема еве за крај, веќе сме во очи на новогодишните празници, дали веќе има пазарено тезга, што би се рекло народски? Па за новогодишните празници се уште немаме точно прецизирано каде ќе бидеме, сме во преговори со неколку локали. Активни сме повеќе како редовни свирки во повеќе локали низ градот за викенди, а за новогодишните празници се уште немаме одлучено точно каде ќе бидеме. Сепак има се уште време додека се дефинираат тие работи. Сосема за крај една честитка до нашите гледачи, една препорака. Уште еднаш благодарност до вашата продукција. И препорака до гледачите да слушат македонска музика, да ја негуваат македонската музика и среќни новогодишни божични празници. Благодариме уште еднаш, ви благодариме што бевте гости во Инпродукција и секако за сите ваши новитети ние сме повторно тука за вас. Продолжуваме со емисијата Нешто нова. Во пресред на новогодишните празници, Серафина Фантауза започна со снимање на видеозапис за нејзината новогодишна песна. Оваа песна ја напиша Бранко Сотировски, кој се појавува и во самиот спот. Спотот е работен со Инпродукција, а повеќе ќе ви приложиме он наредниот прилог. Предлагам да го погледнеме. Драги гледачи, Инпродукција ексклузивно на Мавровските падини, тука на првиот снег за годинава, можеме слободно да кажеме, со Серафина и Бранко. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме на оваа прекрасна снежна убавина. Така. Поводот за тоа е вашата песна, која што е наменски, можеме да кажеме слободно, дека во пресред на новогодишните празници. Ајде нешто повеќе околу тоа. Така, можеме така да кажеме. Оваа песна ја посветивме токму за Нова година, за Дедо Мраз, за колачињата, за снегулката која со радост се очекуваат сите дечиња и која највеќе се радуваат на снегот, што сакаат да се сангаат малите дечиња највеќе. Иако ние постарите нас ни студи си велиме да дојде зима, а зимата зима, меѓутоа дечињата многу си сакаат зимата. Затоа ние оваа песничка ја посветивме на најмалите и донесовме еден убав подарок од нас. Текстот е на Бранко Сотировски, кој тоа не е Дедо Мраз. Мелодијата ја напиша јас, мислам, мојата маленкост, како што би можела да кажам. Аранжманот го напиша нашиот познат аранжер Сашо Леврински, кој е познат по своето мајсторство и виртуозност. Па видовте на што личи тоа, така? Навистина новогодишна бајка, можеме да кажеме. Можеме да кажеме дека навистина ова е една убава македонска приказка за Македонија и снегот. Господине Бранко, колку сето ова се вклопи амбиентот и текстот кој што вие го напишавте, колку се вклопи во сето тоа како приказна? Па приказната е малку необична. Уствари е и необична и секојдневна. Дедо Мраз не е никој друг, туку е Свети Никола. Свети Никола е божество. А божеството е Пан, а Пан е Паун. А Паунот, а македонците од камениот период на македонскиот народ се украсувале со пердови од Паун. А Паун е ум или Свети Наум.
така да Свети Никола доаѓа на 25 декември и им носи подароци на децата. А подароците на децата се состојат во облека за да трчаат по снегот. Тоа било студено. А таа облека порано ја правеле од лен. Најголемиот подарок што го носи Свети Никола или Божеството Пан или Богот Сонце е светлината, која од 25 декември денот се зголемува, а ноќта се намалува. Во домот најголемиот подарок е новороденото дете или Исус. Кажано, прекрасно, Серафина. Како настана соработката помеѓу вас и Бранко? Па, можам да ја кажам, бидејќи со неговиот предицет на Македонија, ми прифатија како вокал, исто како со нови идеи, со моја музика, најдов на едно разбирање меѓу нив двајца и така да влегов во нивниот убав тим. И можам да им порачам на дечињата да ја слушат оваа убава песничка, бидејќи тоа е благослов, нашиот благослов до нив. Што понатаму, следни планови? Следни планови продолжуваме со песни, со иновации, со компонирање, со правење спотови. Така, а можам да ви кажам, бидејќи сега мислам е моментот, за стайлингот, за костюмографијата се погрижив сама, како исто така и господинот Бранко Сотировски, кој е автор на круните, а за мојата костюмографија ја самата се погрижив. Навистина прекрасно изгледате и уште повеќе ја доловувате таа новогодишна бајка. Благодарам. Така. Господине Бранко, созема за крај, дали има уште вакви текстови кои што чекаат да дојдат време и ред да се... Да, како да не, па јас напишав книга во која има милиони текстови, македонскиот народ од камениот период, со минимум 500.000 години пред нашата ера. Тој пишувал текстови во вид на стихови, ја тие ги дешифрирам и овие песни се уствари делови и цитати од мојата книга и од македонскиот народ, распространет на 5 континенти, кои ги пишувале на камен и на земја, секаде ни светот. Ви благодарам многу и ви посакувам многу успехи понатаму. Благодарам. Благодариме, секако благодарам. И среќна нова година. Драги мои, тука го завршуваме ова издание на емисијата Нешто ново. Јас се надевам уживавте со нас и со прилозите кои ги подготвивме. Се надевам се забавувавте и со добрата музика. Наредна средба ќе ви закажеме за 7 дена, во исто време и на исто место. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија будисите на Мис Зара од Струга. Ние се гледаме за 7 дена. Останете во добро расположение.